Што се случува кога во бракот работите почнуваат да не функционираат? Кога љубовта, довербата и почита помеѓу партнерите полека исчезнува? Дали секоја брачна криза може да се надмине или понекогаш разводот е единствениот излез? Во денешниот подкаст сакам да отворам една искрена и пред се одговорна дискусија за една од најчувствителните теми, би рекла, во општеството, а тоа е разводот. И не ми е целта да го представиме разводот како решение по секоја цена, ниту пак останувањето во брак како морална обврска да биде и тоа по секоја цена. Сакам да отвориме една дискусија без предрасуди, без осуда и без идеализирање. Гостинка во мојот подкаст, втор пат, морам да ја представам, европски сертифициран психотерапевт Драгица Стаменковиќ. Драгица, како што кажав, добре дојде по втор пат во мојот подкаст. Многу ти благодарам, Мери, за поканата и со оглед на тоа дека веќе имам искуство, се надевам дека овој разговор ќе биде уште поубав од минатиот и пред се многу ти благодарам заради можноста да зборуваме за, јас ќе кажам, важна тема, а важна е затоа што не тоа ние сите гледаме и можеме да зборуваме веќе во последниве години за една така наречена епидемија на разводи. А и така вели и статистиката тоа го потврдува, па така да на Балканот ние се уште добро се држиме. Македонија секој пети брак се разведува, за разлика од Србија каде што секој трети брак се разведува. Меѓутоа тоа е голема бројка и сакам да кажам тоа е една тема која што е толку честа и секако заслужува внимание и заслужува денеска. Јас би сакала овој разговор пред се да го искористам и да не бидам овдека во светло на некој кој што го брани или го поддржува разводот од една страна, ниту пак некој кој што по секоја цена се залага за тоа дека бракот треба да се спаси по било која цена. Так. Туку повеќе би сакала да разговараме за тоа што носи разводот, како го минува животот на луѓето, што се случува и пред се многу би сакала да се задржиме на или да посветиме внимание на тоа како разводот влијае на децата и во кои ситуации може да влијае негативно. Така, да, ќе разговараме на сите овие теми. Јас морам да потенцирам дека и првиот подкаст кој го направивме беше на тема неверство, нели, што е една од причините за разводот, но на крај, нели, докажавме дека најмал процент од разводите се поради неверство, нели? Овде се поради нетолерирање на партнерите едне меѓу себе, пооддалеченост на партнерите, тоа се ќе го дискутираме сега и убаво кажа, да, не ни е целта и јас пак ќе напоменам да го браниме разводот, да кажеме дека разводот е единствена опција или како што знае некој да праша добар или лош развод. Тоа не постои, така? Па не можам да кажам дека не постои. Постои добар и постои лош развод. Кога разводот е оптеретан, со многу конфликти, со многу препукувања, со многу лоши зборови за другиот родител, за другиот партнер пред детето, со многу забрани, постои еден феномен кој што се вика отуѓување на детето, за тоа ќе зборуваме подоцна што се случува кога настануваат тие такви разводи, токсични, тогаш се лоши разводи. Добри разводи се разводи кога ставаат оние разводи со кои што ставаме крај на еден брак во кој што повеќе нема емоционална близина, во кој што постои некој, во кој што завршуваме некој мртов брак, може и за тоа да зборуваме што е мртов брак. И добар развод е кога се разделуваме со почит, со достоинство, со убаво сеќавање на тоа што заедно сме го поминали и кога остануваме во добри односи заради нас самите секако, меѓутоа пред се заради нашите деца, чии што родители ние остануваме до крајот на животот. Тоа е, предпоставувам, кога се има добра комуникација помеѓу партнерите, веќе кога тие сваќаат и се свесни дека не може да функционираат во една заедница, во брак, па спогодбено се решаваат за брак, нели? Така. Но мислам дека до тој степен да се дојде е многу тешко навистина во една фаза како што споменавме, кога нема почит, доверба и љубов веќе во една заедница. Има прашање само на почетокот. Ми спомена дека статистички, ајде да кажем, добро се држиме во Македонија, но сепак моја перцепција е дека сега полесно се разведуваат брачните партнери. Дали е некако тоа вистина или не трпат, ние знаеме да кажеме дека сега младите не трпат како порано. Што значи тоа? Така е. Сега тоа е како и секој феномен.
социолошки феномени, бракот е пред се една социолошка категорија, ние не можеме да ја наблюдуваме само од еден аспект. Што ни покажува, ајде да видиме што ние можеме да го видиме од таа статистика. Прво, точно е дека веќе користичи ги податоците на Европската унија и Евростат, вели дека од 1964 година наваму бројот на склучени бракови двојно се намалува, за разлика од бројот на разводи кои што двојно се зголемуваат. Што тоа кажува? Тоа кажува две работи, дека луѓето или не влегуваат толку во брак, или многу повеќе се разведуваат. И тоа го потврдуваме и ние. Денеска реков во Македонија, така кажува нашата статистика, секој пети брак и исто така вели дека клучниот период во кој што постојат пикови кога се разведуваат луѓето, и тоа не е само во Македонија, тоа е и на Балканот, тоа е и во светот, ние го пратиме тоа европско, да кажам, движење и ќе кажам кои се тие причини. Во периодот од првите 5 до првите 9 години и во периодот после 15-тата година од бракот. Тоа навистина ме интересира, но ќе го кажам. Ќе го кажам после, ќе се вратиме на тоа зошто е тоа така и ќе го кажам од како семени системски советник, од психотерапевт, од она што го гледам и што реално се случува. Сега, дали се трпат или не, нели? Велиме дека младите не. Јас би кажала дека концептот за бракот можеби бракот како институција, тој концепт не е променет. Меѓутоа се променети очекувањата. И мислам дека тие очекувања уствари допринесуваат на зголемување на таа стапка на развод. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека порано бракот беше пред се економска заедница. Луѓето остануваа во брак, жените остануваа во брак, се склучуваа бракови за да се одржи економски статус, за да луѓето преживеат, за да децата се прехранат и така натаму. Денеска тоа веќе е се помалку случај. Денеска бракот станува емоционална институција. И ние очекуваме заемно. Партнерите од себе очекуваат, од другиот партнер очекуваат премногу. И да економски да ме задоволиш, и комуникацијата да ми бидеш најдобар пријател, и да ми бидеш најдобар љубовник, и да ми бидеш најдобар, и да ме разбереш, и да ме утешиш, и да ме оставиш на мира. Тоа се премногу очекувања од еден човек. Премногу очекувања. И ние во тие очекувања, постојани барања, давања, сите ние си имаме емоционален резервоар и се празниме. Так. И затоа се остава впечаток дека полесно се откажуваат. Не знам дали се откажуваат полесно, можеби туку имаат големи очекувања кои што на крајот на денот и прашање дали се реални. Така. Сега кога спомена нели кризни години во бракот, кога знаеме дека бракот не е во криза, а кога знаеме дека веќе бракот за жал е завршен и не нема спас. Дали се тие години од 5 до 9 кога може да се јави криза во бракот? Ова го кажав следејќи статистиката, што ни кажува статистиката, и тоа мене ми е јасно зошто е тоа така. Зошто, например, браковите се распаѓаат во првите 5 до 9 години. Тоа е оној период кога семејството веќе се остварило во улога на родители најчесто. Не мора да значи, јас не сакам овдека да генерализираме. Меѓутоа најчесто, нели, се склопил бракот, 1-2 години поминале, детето се родило, па веќе детето се спрема за училиште. И ние системски тоа велиме дека семејството се наоѓа во фаза на предшколско или школско дете, кога навистина притисокот е најголем. Зошто? Затоа што се зголемуваат финансиските трошоци од една страна. Од друга страна, кога детето ќе тргне на училиште, родителите мора да се реорганизираат. Кој ќе го зема, кој ќе го чува, кој ќе го носи, каде ќе биде, се шири кругот на врсници, па тука доаѓаат првите судири и меѓу родителите. Јас мислам дека вака треба да го воспитуваме, он мисли вака дека треба да го воспитуваме. Јас сакам детето да биде, не знам, домашното да го пишува, другиот родител ќе вика, ајде остави го, уште е дете. И тука доаѓаат тие први конфликти кои што во исто време луѓето идат на работа, си ги извршуваат своите обврски, зборувам како родители. И тоа е оној период кога навистина стресот е поголем за семејството. Другиот период што велиме после 15 години, тоа не мора да значи дека партнерите се разведуваат кога ќе станат, нели, на 15 години. Не, може на 20, на 25. И тоа исто пак го разбирам од семејна перспектива, и тоа е веќе периодот кога семејството, ние велиме, се наоѓа во развојна фаза на празно гнездо. Или веќе децата пораснале, тргнале на факултет, или веќе си создале своји семејства, и ние веќе и партнерите остануваат во една ситуација да се свртат еден кон друг. И ако во тој брак тие
посветени на децата, посветени на кариери, се оддалечиле меѓу себе, живееле со години, што многу често за жал се случува да живеат како цимери, како другари, Така. без интима, и ние тоа уште го викаме мртов брак, а сваќа дека економски не се зависни еден од друг. Например, работат и двајцата, децата веќе не се тука, немаат, да кажеме народски, што да не поврзува. И многу почесто и така и се вика тој, да кажем, тренд на сиви бракови. Значи, луѓето во таа возраст над 40-45 години, 50 години, се повеќе и повеќе се разведуваат. Таа фаза. Тоа е таа фаза. Значи, во исто време, индивидуално они се веќе во зрели години, над 45-50 години, а од друга страна, семејно поминуваат или се наоѓаат во таа фаза на празно гнездо или се спремаат. Така. Да бидат. Ми го спомена повторно мртов брак. Многу сакам и овој поим да претпоставувам дека вие го користите, нели? Го користиме, семејни терапии кога доаѓа. Да. Што значи тоа? Мртов брак значи кога бракот постои, меѓутоа постои тоа што пред малку се го кажав, партнерите функционираат на ниво на цимери. Без емоционална близина, без интима, без постои разговор, меѓутоа разговорот се сведува на технички работи, секојдневни работи. Врска за деца, земи млеко, земи го детето до училиште, вечер ќе излегувам, дома се едниот е во свој свет, другиот е во друг свет, на телефони, не постои и размена на позитивни чувства, не постои размена на нежност, допир, спијат одделено, децата спијат, или родителите спијат со едно од децата, посебно кој е помало и слично. Така да тоа се бракови во кои што навистина функционираат баш на едно другарско, да кажем, цимерско ниво, ги плаќаме заедно сметките, се е окей, меѓутоа ние не сме поврзани. За моите проблеми и за моите потешкоти јас разговарам со некој друг, он разговара со некој друг. Јас си наоѓам утеха, не знам, во некои своји активности, партнерот наоѓа утеха во свој другари, во алкохол, можеби така натаму, значи дошло до едно емоционално далечување. И сега, вие како искусен или психотерапевт, сметате ли дека може таков брак да се спаси? Многу тешко. Многу тешко. Емоционално фокусирана терапија за партнери од Сју Џонсон вели дека тоа е една терапија која што се користи во психотерапија со парови и која што според американската статистика, според Американската асоциација за брачна и партнерска терапија вели дека во над 75% е успешна. Односно, луѓето идејќи на таков вид на терапија за која што јас делумно се уште сум под супервизија, сум тренирана, значи поголем дел од 75% од партнерите успеваат да си ги подобрат односите. И сега таа Сју Џонсон и според таа терапија вели дека најтешката фаза во која што нема спас е кога двајцата партнери скроз се оддалечиле и станале равнодушни. Оти што се случува? Додека да дојдат партнерите до тој статус, да кажеме, до тој стадиум, најчесто едниот велиме прогонува, бара внимание, вика дојди, ајде биди тука, да разговараме, и најчесто тоа се жените. Најчесто. И ние велиме во таа системска терапија, едниот е прогонувач, жената, а другиот е партнер повлекувач, односно оној кој што се повлекува. Другиот се повлекува. Тоа повлекување може да биде од најразлични причини. Може да е премногу голем притисокот, може да смета дека е може би барањата смета дека не може да ги оствари барањата на својата партнерка, па се повлекува не сакајќи да ја разочара уште повеќе. Како и да е, во тие периоди се уште постои некоја акција, се уште нешто се случува. Не е крај на бракот. Не е крај на бракот, меѓутоа кога и оној кој што бара, кој што инсистира, кога и тој ќе се умори и кога тој ќе се повлече, и кога двајцата, значи, се повлекуваат и прекинуваат да бараат, да очекуваат, тука веќе настанува таа емоционална равнодушност и се вели дека тука веќе тешко е дури тој вид на терапија да даде резултат. Да даде резултати, да. Често знаат да кажат, нели, ние за жал живееме во такво општество кога разводот се смета за неуспех. Вие од професионална гледна точка, дали разводот е неуспех или е зрел избор на партнерите? Тоа дека разводот е неуспех, јас мислам дека повеќе доаѓа и генерацијски ни е пренесено, односно традиционално, културолошки ни е пренесено образец. Не бракот. Да. Така ни е пренесено во смисла.
дури изборовите, меѓутоа тоа можеме да го зборуваме посебно за стигмата кај жени, тај попосле. Да, имаме за тоа имаме и за тоа сигурно, предпоставувам. Во кои ситуации можеби подобро да одговориме на ова прашање, да одговориме на две подпрашања. Во кои ситуации бракот треба да се разведе, во кои ситуации не би требало бракот да се разведе. Значи, бракот секако дека не треба да се разведе во ситуации кога се уште постои емоционална љубов, некоја приврзано, сеќавање на добри времиња, потреба да биде пак како што било порано, некоја нежност, постојат конфликти, меѓутоа се уште постојат некои убави позитивни чувства, кога постојат надворешни проблеми. Дали е тоа, не знам, отказ од работа, некои финансиски проблеми, некоја болест која што се појавила и слично, во тие ситуации секако дека бракот не би требало да се разведе. Од друга страна, кога постојат различни родителски стилови, исто така, партнерите секогаш може да седнат и заедно да донесат одлука. Има решение за тоа. Има решение. Да, апсолутно. Меѓутоа, од друга страна, кога во еден брак долг временски период перзистира хронично злоставување од било каков тип, финансиско злоставување, психичко злоставување, емоционално, физичко злоставување, кога перзистира хронична зависност, односно ние во семејна и системска терапија велиме има трет во бракот. Ако е зависноста коцка, ако е зависноста алкохол, дрога и така натаму, тоа е како да имаме уште еден член во бракот. Така. Оти многу работи се организираат околу тоа. Нашите односи, нашите релации се организираат околу тоа. Кога постојат базични разлики во вредности. Значи, кога компромисот не е можен, затоа што ако едната страна го прифати она што другата страна го налага, се чувствува дека губи дел од себе. Например, пред некој ден имав една ситуација кога разговаравме во еден слободен разговор и пријателката кажува, јас не можам да го прифатам тоа што тој го бара од мене. Јас цел живот имам машки другари. Да. И не можам да прифатам дека јас не можам да излезам со мој машки другар на кафе или на пиелок и така натаму. И тогаш веќе партнерот сака да ти го промени идентитетот и тука веќе е тешко затоа што константно ќе има незадоволство од другата страна. Така. Колку е битно желбата на двајца партнери, нели, доаѓаат кај вас на терапија, предпоставувам. Колку е важна таа желба на двајцата партнери да се реши бракот, да се спаси бракот или да се најде решение за тоа? Предпоставувам дека тоа е најбитното. Да, сега нешто. Тоа размислувам и се сеќавам, нели, на партнери како доаѓаат и како така ми се враќаат некои сеќавања. Можеби има случај, не можеби. Предпоставувам дека има случаи за тоа што едниот партнер само сака и го тера ајде да одиме на терапија. Има. И доаѓа мажот или жената само заради тоа што другиот партнер сака, не и тој, нели? Предпоставувам дека има такви случаи. Има такви случаи, посебно што не само во Македонија, туку на светско ниво. Готман институтот, кој што е значен институт за партнерска терапија, вели дека партнерите се одлучуваат да дојдат на психотерапија дури во просек после 6 години од појавата на првите проблеми, првите кризи. Ако е тоа во Америка така, замислете како е во Македонија. Колку кај нас има, колку се чека. И тоа е точно. Значи, во Македонија луѓето ќе идат по бајачки, ќе разговарат со пријатели, не сите, да не се сватиме погрешно. Ќе отидат на лекари, ќе молчат, нема да разговарат, па дури на крајот ќе дојдат и најчесто, не сакам ново да звучи како генерализација, меѓутоа најчесто тоа е идеја на жените. Мажите се уште не се толку спремни да дојдат на терапија и да кажат не имаме проблем, оти пак ќе кажам. Брачните проблеми се уште важи тој мит. Брачните проблеми, она што се случува дома, останува дома, што се случува меѓу мажот и жената, треба да знае само перницата. Нели тоа се сите оние пораки со кои што ние сме пораснати. Сега, кога ќе дојдат веќе, за да терапијата биде успешна, пак ќе се навратам на таа емоционално фокусирана терапија на парови. Таа бара од двајцата партнери радикална искреност. Радикална искреност. Тоа сакам да прашам. Колку се искрени кога радикална искреност бара. Што тоа значи? Тоа значи дека во секоја терапија партнерска терапевтот има средби со двајцата партнери, па има и поединечни средби. И во овој вид на емоционално фокусирана терапија ние веднаш ќе им кажеме на партнерите, ние сме целосно транспарентни. И ако на пример да кажеме едниот од партнерите на таа индивидуална средба сподели со терапевтот дека има вонбрачна врска или нешто друго или има некаква поинаква желба или замисла за овој однос,
тоа ќе мора да се сподели во заедничката терапија, затоа што на овој терапевт негови клиенти се партнерите заедно и нивната релација. Да. Многу е битна таа искреност. Мора да ја има и терапевтот може, значи тој зависно од терапевтот, меѓутоа терапевтот доколку се почувствува, нели не би кажала непријатно, меѓутоа доколку се најде во ситуација да не ја чувствува, да не го чувствува тој комитмент, таа посветеност од двете страни, тоа да го врати во терапија. Оти на крајот бракот, како да кажеме, куќа од два столба, сега ако едниот столб се сруши, не може едниот столб да држи. И не е виновен психотерапевтот на крајот. Секако. Така, да. И тоа не може без тоа да биде успешна терапијата, без посветеност од двајцата. Имате ли чувство дека кај нас за жал предоцна доаѓаат на психотерапија партнерите? Да, тоа и го кажав. Да, тоа и го кажав. И кога доаѓаат психотерапија, најчесто што се случува во пракса, бараат готови решенија. Доаѓаат затоа што доаѓаат како на крај и сега многу од нив ќе кажат еви вие ако не помогнете, еви ова ако не ни помогне, ние не знаеме што ќе правиме, тоа малку не е фер затоа што става преголем товар за терапевтот. Да. Од една страна, а од друга страна тоа значи дека вие како партнери очекувате некое магиско решение, некое волшебство сега овде када се деси. Такви работи не постојат освен во бајките. За да бракот се спаси, односно, или разводот да биде смирен, да биде добар за сите, посебно за децата, мора тоа да го разбереме како процес. Тоа не е една одлука, еден чин, не е представа со еден чин, тоа е процес кој што си трае и си бара работа. Да. И многу често ние луѓето секогаш бараме виновник во другиот, нели? Не бараме вината во другиот, не сме доволно искрени, не сме критични самите на себе. Мислам дека и тоа е голем придонес за да не се реши одредена ситуација. Сега тоа во разговор, нели, со пријателки, искуства, можем тоа да го кажам дека секогаш вината ја префрламе на другиот. Така е. Затоа што е полесно, нели? Тешко да се живее со вина и сега кога другиот е покрив од мене, значи јас сум во некоја ситуација малку и на жртва. А кога сум малце во ситуација на жртва, јас сум во една како да кажам, по ситуација во која што не мора многу да сум одговорен. Меѓутоа, ова многу е важно и убаво што го спомнавте, оти сега ми текнува на 3 прашања кои што е убаво да си ги размислат партнерите, а јас некогаш кога ќе дојдат, на некои, не на сите, им ги поставувам од прилика тие некои 3 прашања да размислат до следната сесија или на самата сесија па да споделат. Првото прашање во вашата релација, колку вашите конфликти се однесуваат на проблемот за кој што е конфликтот или па ја преминуваат онаа граница на личното? Па наместо да кажете, не знам, ми пречи кога вака се однесуваш со мене или ми пречи кога вака разговараш со мене, вие кон другиот се однесувате со етикети, па велите ти си безобразен, ти си некултурен, ти си да не употребувам некои зборови, меѓутоа знаеме сите докаде тоа може да иде. Веднаш се почнува расправијата. Така, ти си таков, ти си оваков, споради тебе ова, поради тебе детето не е вака, поради тебе бракот, поради и така натаму. Дали, значи надмината таа граница, тоа веднаш ни кажува дали почита се уште постои кај овие партнери. Тоа е многу важен индикатор. Оти кога ќе се изгуби почита, влегува таа неубава комуникација, проследена со цинизам, со омаловажување, со критика и тука веќе, како да кажам, чекорите кон разводот се по големи. Второто прашање што им го поставуваме во вашата замисла, фантазија за една убава иднина од 5-10 години од сега. Присутен ли е вашиот партнер? Има ли место за вашиот партнер? Понекогаш некои партнери функционираат на автопилот, зборуваат во свое име, во прволице еднина, јас, кога тоа ќе се случи, тука веќе и тоа да си го освестат. Дали едноставно не може да замислат. Прашањето е уште подиректно. Можете ли да замислите слика во која вашиот партнер нема да е со вас во наредните 5 до 10 години? Да, тоа е битно прашање. И последното, зашто како ти ме инспирираше за да се сетам нова, и последното е колку секој од вас е спремен да работи на овој однос, прифаќајќи својата сопствена одговорност, без да вперува прст во другиот. И да вели ти си крив, ти си. Колку секој од вас е спремен да се менува, за да се спаси овој брак. Да, а не да се обвинува другиот. Мислам дека гледајќи го овој подкаст,
може и секој еден кој смета дека нели има проблеми во бракот или криза, може да седнат и двајцата партнери дома да си ги постават овие 3 прашања и барајки одговор или доколку се навистина искрени, може тоа да им помогне. Може, да, тоа е убав совет. Убав совет, да, и сега ми текна пред малку, нели зборувавме и за книги, дека планирав тоа некои... баш сакав да те прашам. Да. Ајде прво, ми ја спомнат прво книгата 8 состаноци, како нели да се спаси бракот, но ми начна некои од моментите 7 принципи за успешен брак и 4 работи кои може да го уништат бракот. Сакам за тоа малку да дискутираме. Сега се надвор од прашањата, меѓутоа разговорот не носи на таму и е битно да се слушне. Да, и сега ова што го кажавме за да си поразговараат, има една убава книга преведена на македонски, јас мислам дека 3 ја преведен, не ја понесов, се вика 8 состаноци. Џон Готман, а тоа е тој ист Готман институт кој што го спомнав пред малку, кој што се да кажеме еден од светските центри за брачна и партнерска терапија, и они зборуваат во таа книга, објаснуваат како еве партнерите да си ја негуваат таа емоционална близина низ 8 состаноци со 8 различни теми на кои што разговараат, и убаво да се види и оти таму има многу сведочења од луѓе кои што доаѓале на терапија. Така да таа книга е преведена на македонски, за сигурно ја препорачувам. Нека биде препорака за секој еден кој е во брак. Да, интересна е, многу е лесна, убава, преводот е убав. Има уште една книга, мислам овој институт има издадено многу книги. Меѓутоа знам дека има уште една книга што исто така многу убава и се вика 7 принципи за успешен брак. Мислам дека и таа е преведена на македонски, јас лично го имам српското издание, и исто таа е слична книга е која што зборува за 7, еве да кажеме, навики, ритуали, постулати, начини на комуникација кои партнерите треба да си ги негуваат. И тоа последното што го спомнавте, тој ист автор вели дека 4 клучни, да кажам, работи го уништуваат бракот, односно се сигурен чекор кон распад на бракот, и уште ги нарекува малку така драматично 4 јавачи на апокалипсата, како од Евангелието на Свети Јован Богослов, и кажува дека тоа се прво критиката, второ презирот, дефанзивноста и недостаток на комуникација. Што тоа значи? Постојаната меѓусебна критика на партнерот. Ти си таков, ти си оваков, ти си виновен поради тебе ова. Понатаму дефанзивноста, односно неспремност на секој од партнерите да си поднесе одговорност за не само за бракот, и за секојдневие, за секојдневни обврски, работи, воспитување, финансиски проблеми, емоционални проблеми. Дефанзивност што е? Не е до мене, до тебе. Ти да не го направи, ти да не постапеше вака, јас вака. Значи не можам да превземам јас да сум виновен. Секако дека тука е презирот, а презирот што значи? Тоа е она комуникација кога партнерите, знаете, не се слушаат, не ме интересира што зборува другиот, превртување со очи, некој сарказам, некој цинизам. Или пак, четвртата работа, целосно повлекување од комуникација. Значи не се расправам, не ти превртувам очи, ништо немам, меѓутоа рамнодушен сум. Во некои бракови, за жал, ги има сите 4 еве овие јавачи, во некои доволно е само еден да е конзистентен и го ги урива тие темели на брак. Да. Имаме и еден, како да кажам, синдром кај нас, останување во брак поради децата. Мислам дека голем дел од браковите функционираат на тој начин, спомена нели пред малку, колку е тоа оправдано и колку е среќа за децата, двајцата, мајката и таткото, да останат во брак само заради нив. Наистина, знам дека е тоа болна дискусија и болно прашање, и тешко прашање, но сакам да отвориме дискусија, кажав и на почетокот на разговорот, без осуди, без идеализирање на работите, без предрасуди. Така. Многу важно прашање, многу тешко прашање за сите родители. Родителите тргнуваат секогаш од она базично чувство да ги заштитиме нашите деца и на нашите деца да им биде најдобро. Пак ќе се вратиме на тие културолошки пораки. Секој дете е среќно само со двајцата родители, понатаму никој дете не сака да живее во разведен брак, бракот треба да опстане заради децата и така натаму. Меѓутоа, јас тоа го разбирам, секако дека го разбирам, меѓутоа вие рековте дали е тоа оправдано, не го оправдувам. И ќе ви кажам зошто. Не го оправдувам заради тоа што
Останувањето во брак заради децата на децата некогаш експлицитно, а некогаш имплицитно ние им пренесуваме порака ти си виновен за мојата несреќа. На кој начин? Некои родители дури тоа и го кажуваат. Јас останувам заради тебе нема да се разведам, кога ќе пораснеш ти ќе се разведам, или не се разведов заради тебе и така натаму. Тоа е експлицитно, имплицитно е. Само ти ме држиш во овој брак, преголема близина со детето од една страна, а од друга страна детето има еден емоционален, да кажам, радар, кој што ние возрастните со текот на времето го губиме, го снемуваме. Детето и така која скенира емоционалната клима во семејството. И детето многу реагира и на конфликт, и на таа пасивна агресија, и на конфликти кои што може да бидат искриени, на таа една ладна атмосфера. Так. И тоа кај детето предизвикува една хронична анксиозност. Така да ние на детето, останувајќи во брак заради тебе, правиме две клучни грешки. Прво му ставаме преголем товар и индиректно и директно, пак ќе кажам, му викаме ти си виновен затоа што јас сум несреќен. Тоа е едната работа, а другата работа е моделот кој што му го покажуваме. Оти децата најмалку учат од нашите зборови, најмногу учат од нашето, тоа што го гледаат. Да. Овде само сакам да те прекинам и да те прашам, често знаат партнерите да кажат, но ние не се расправаме пред децата. Нели? И демек тие се заштитени. Но сега споменуваш дека тие го чувствуваат тоа. Така е, и тоа не мора да се расправаме пред нив. Тие го чувствуваат тој немир што го имаме ние после расправијата, нели? Така е. На денот. Така е, па ајде тргнеме ние. Не се заштитени. Ама ние да тргнеме. Замислете, одиме секој ден на работа, поминуваме 8 сати, каде што не знам, никој со никога не разговара. Се е ладно, секој од секого се пази, владе една токсична атмосфера. Многу луѓе се жалат за таква атмосфера на работа. Так. Но ние возрастни што ние можеме да дадеме отказ, така? Не ми одговара ова, или ќе влезам во брнаут, или не знам, ќе развијам анксиозност. Детето не може да даде отказ од семејството. Так. Детето мора да остане во таа атмосфера. Која што? Дека тие најмногу страдаат. И најмногу страдаат, која што атмосфера е ладна. Вештачки се одржува. Не постои човек кој што не може да забележи дали е нешто природно и спонтано или нешто вештачки. Так. Постои една дистанција. Детето е постојано во една несигурност. И дури малите деца, дури бебињата, верувате дека го забележуваат тоа. Како реагираат, например, на развод или на стрес бебиња? Се будат повеќе ноќе. Се одбиваат, например, ако се дојат, се одбиваат од доење, одбиваат да јадат. Тоа се повеќе плачат. Дури кај нив ние забележуваме знаци кога се под стрес. Од што најмногу се плашат децата веќе кога ќе дојде за жал, нели, разделба помеѓу родителите? Каков страф имаат децата? Реално тие не зборуваат, нели, во таа фаза и тие не можат да ги кажат твоите чувства и стравови. Но еве вие како психотерапевт. Стравовите се различни во различна возраст кај децата и на различен начин се манифестираат. Односно, стравот, ќе кажам, како резултат на стресот кој што се случува. Оти да не заборавиме, разводот се уште е на врвот на листата после смрт на близок член или на член од семејството како стресен настан во и за партнерите и за децата. Затоа што секако носи со себе еден момент на загуба, губиме некого, губиме нешто. Тоа е многу важно да се зборува за тој дел. Но да се вратиме на децата. Како децата, кој е нивниот најголем страф? Децата, посебно децата во предшколска возраст, тие се егоцентрични, значи они мислат дека се врти околу нив. Така размислуваат. И имат едно магиско размислување, си фантазираат. Кога ова вака и така, како ќе тргнат годините таму, после 7-8 година, малце веќе се поконкретни, за да потоцна после 12-та година го развијат тоа абстрактно размислување и да се стават или замислат како нештото би било кога тоа така би било, да се стават, да развијат емпатија, да се стават во очилите на другите. Значи, ако е кај дет, како се случува развод кај дете од предшколска возраст, тоа ќе го врзува со себе. И прашањата најчесто одат. Јас си сум крив за ова. Дали е тоа заради тоа што не јадам, дали е тоа заради тоа што не пишувам домашно. Меѓутоа, клучното прашање: ако тато и мама престанаа да се сакаат, дали може исто така да престанат да ме сакаат мене? Така. Ако тато и мама се остави еден со друг, дали може и мене да ме остават? Дали мене ќе ме остават еден ден? И би кажала дека овие прашања
Ова е истото прашање, истиот страв, кој што различно се манифестира низ различна возраст, а истиот страв го носат и овие на новороденчиња би кажале, и адолесцентите, тоа е тој ист страв. Дали детето треба да биде посредник помеѓу родителите во оваа фаза? Дали ќе го заштитиме детето ако се стави на страна од целиот тој од целата таа фаза на развод? И едноставно после, не знам, неколку месеци му се соопшти, па и начинот како да му соопштиме на детето. Многу важно. Постои ли безболен начин да се соопшти разводот? Постојат препорачливи начини, да. Дали детето треба да биде, ќе почнем од почеток? Посредник. Апсолутно не. Сега, не знам дали на добар начин ве разбирам, меѓутоа, посредник, јас како го разбирам, некој кој што пренесува информации, некој кој што е вклучен во комуника. Да, затоа што многу често се случува, нели, се разделуваат брачни партнери и сега детенцето е 2-3 дена таму, 2-3 дена кај мајката, 2-3 дена кај таткото. Добива информации и од мајката, и од таткото. За жал, не го штедат детето. Не го штедат, за жал. Дали е во ред? Апсолутно не. Тоа е погубно за здравието на детето. Зошто? Затоа што кога детето ќе се вклучи помеѓу родителите, и тоа на почетокот кажав, може да зборуваме за феноменот на отуѓување на детето. И сега кога зборуваме за детето како посредник, ние уствари што правиме на тој начин? Играме, односно ја предизвикуваме лојалноста на детето. Детето има двајца родители и детето секогаш ќе ги сака двајцата родители, секогаш ќе има потреба да биде лојално на двајцата родители. Кога едниот родител зборува лошо за другиот родител пред сопственото дете, а тоа дете е 50% таткото, 50% мајката, што прави тој родител? Тој родител го негира постоењето на дел од детето. Значи, таткот е таков, ваков, себичен, недобар, не те сака, има такви, не те зема од училиште, гледаш колку му значиш, кога мене ми се случило јас да не те земам од училиште, еве, повторно си излегол со другарите, воопшто не си му важен, и така натаму, и така натаму. Тоа се зборови кои што повредуваат на повеќе нивоа, меѓутоа, пораката е, ти 50% во себе имаш гени од татко ти, 50% и ти си таков, 50% и ти не си добар. Тоа е една порака, тоа што значи? Тоа значи дека мамо ти 50% од мене не ги сакаш, ти мене не ме сакаш доволно. Тоа е едната работа. Другата работа што се случува овдека е тоа што децата, ставајки се во ситуација на посредници, тие уствари превземаат улога која што не е нивна. Самиот развод, да се вратам на почеток, е една развојна криза. Ненадејна, непланирана. Никој кога ќе случи брак не очекува дека ќе се разведе. Да. Меѓутоа, од семејна и системска психотерапија знаеме дека кризите кога се очекувани, ние можеме да се спремиме за нив. Дете кога ќе тргне на училиште, кога ќе дојде адолесцент и така натаму. Кога се неочекувани, ние сме неприпремени и стресот е уште поголем. Сега, што бараат развојните кризи за да сите останеме, да кажам, со добро ментално здравје? Секој систем да се преструктуира, да се реструктурират улогите, тоа што сме го правеле до вчера, какви ни биле односите, релациите, близината, сега ќе мора да се промени начин на комуникација и сите ние да се адаптираме на нешто ново. Детето во овој случај превзема улога која што не е негова. Превзема улога или да биде партнер на еден од партнерите и многу често тоа ќе се случи. И се грижи за нив повеќе. Се грижи повеќе и наместо нели да кажам народски да си го живее своето детство, пораснува пред време, задоволува потреби, ја теши мама, се грижи за мама. Меѓутоа, што се случува со неговиот живот е друго прашање. И превзема голем товар, кој што товар едноставно е претежок за неговите мали плеки и еден ден ќе резултира со и може да резултира најчесто кога се помали со психосоматски реакции, а како растат веќе се јавуваат и нарушување во однесувањето, веќе се јавуваат нарушување во исхраната и секако депресија, анксиозност, суицидални помисли, самоповредување и така. Не знам дали е некако мит тоа дека дете на разведени родители понатаму има проблем да стапи во врска со, нели, да воспостави врска, па и да стапи во брак со партнер. Може да има. Може да има такви последици. Или страф има од да не биде оставен и тој. Има,
ако ова дете било да јас се извинувам, но ќе потребам дури таков тежок збор, ако ова дете било жртва на токсичен развод на своите родители. Оти децата страдаат од разводот, како што страдаат и партнерите, секој на свој начин. Истражувањата, искуството, работата со партнерите и со семејствата не кажува дека тој период трае. Самиот развој има неколку фази, поделен во неколку фази, неколку видови на развод има ние, и за тоа може да зборуваме, меѓутоа, тој да кажам, тој голем стрес трае некаде од 1 до 2 години. Максимум до 3 години, како и периодот на оджалување. И пак ќе кажам и ќе се вратам на тоа дека разводот е загуба. Кога разводот е добар, со почитување, со комуникација, со тоа дека партнерите останале и комуницираат во однос на децата, ја одржуваат и успешно извршуваат својата родителска улога, над 80% од децата, како да кажам, преживуваат лош збор, меѓутоа си продолжуваат со својот живот, учат од своите родители, да, тешко е, ќе се справиме со ова, и еве се справуваме, ја надминуваме оваа траума. Оти знаете, разводот може да биде траума ако е стресен, меѓутоа после секоја траума ние може да зборуваме за посттравматски раст. Колку децата ќе бидат жртви и како тоа ќе се рефлектира на нивниот понатамошен живот многу зависи од родителите и како тие ќе се однесуваат во тој развој, во тој процес на развод. Да. Баш и со тоа сакав да го затвориме, нели, тој дел околу децата. Навистина е една болна тема, но и многу опширна тема за која може, верувам дека имате уште многу совети што и да се даде и да се каже, меѓутоа убаво кажавте, нели, на крај дека тоа зависи најмногу од родителите. Јас секогаш кажувам дека треба да внимаваме најмногу на децата. И често знаат да кажат ќе си го најде патот и мајката и таткото, но што е со децата, нели? Затоа најмногу треба да внимаваме. Мери, извини, може ли само да го заокружам, ова мене ми ова многу важно, оти гледам многу, на терен гледам колку страдаат децата и на терен гледам за жал многу незрели родители кои што своите конфликти си ги решаваат преку децата. И сакам само ова да го кажам, еве нека биде како совет. Ме прашат и ми остана неодговорено, како да им соопштиме на децата? Секогаш заедно. Им соопштуваме на децата во една мирна атмосфера, им соопштуваме заедно. Им кажуваме дека ние заедно сме се договориле, дека од сега па натаму ќе живееме така и така на овој начин, како се договориле партнерите. Потенцираме дека тоа е наша одлука, на нас возрастни, и дека нема врска со вас и со вашето однесување. Мора да им потенцираме на децата дека тие воопшто за ништо не се виновни, дека ова е пак исклучително наша одлука. Да ги подсетиме, пак да потенцираме дека ние сме истите нивни родители кои што ги сакаме исто како и вчера, исто како пред саат време, пред да им соопштиме, и дека ќе ги сакаме на исто овој начин и понатаму, само поразлично ќе функционираме во секојдневието. На поинаков начин ќе се гледаме и ќе се видуваме. И најважно од се, колку и да се возрастни децата, кога поминуваат низ развод, она на што треба родителите да внимаваат е да што повеќе им ја задржат секојдневната рутина. Значи, што помалку промени. Тоа значи, ако можат, нека останат децата со родителот кој што ќе е старател или ако има заедничко родителство, да останат во истата куќа, во истиот стан, во истото училиште, нека бидат истите што помалку промени да им останат во тоа секојдневие. Па дури и ако спомнавте понекогаш децата ќе поминуваат неколку дена кај едниот кај другиот родител, ако се родителите во капацитет да се договорат, горе-доле истите правила да важат. Затоа што сето тоа на децата им помага многу верувајте, многу полесно да го прифатат и да се справат со разводот на многу полесен начин. Јас се надевам дека тоа ќе допре до сите родители кои за жал ги имаат тие проблеми, нели, се во фаза на развод или како и да е, но за жал се почесто гледаме ситуации каде децата страдаат и родителите си лечат комплекси, ајде да кажеме, преку децата, со цел да му врати на партнерот за тоа што се разведува. Да оди кај едниот родител, да се гледа, тоа е недозволиво едноставно, нели? Тоа е многу погубно за детската душичка. Да, треба да се надмине тоа его, би кажала, или проблеми кои ги има, за тоа што, како кажавме, најбитно е децата, нели, да ни се срекни. Рутината кон партнерот никогаш не сме да биде поголема од љубовта кон сопственото дете. Запаметете го тоа. Навистина е важно, така. да. Никогаш не сме да биде. Да. Ако е така, па тогаш може би е време да се навистина да си се запрашаме и да си кажеме чекај,
каде плови мојот брод? Каде Што е со пловам мене? јас како родител? Да, што е со мене? Што е со мене? Пак се навраќаме на мажот и жената после разводот. Често знаат да кажат жените потешко го пребродуваат разводот отколку мажите. Дали навистина тоа е така или мажите се не кажуваат емоции, нели, знаат да бидат позатворени и на друг начин ги доживуваат сите тие работи со разводот? Така е, одлично прашање. Точно е дека многу се зборува за жените, некако се повеќе се зборува и како виновници и повеќе се оговараат, нели, кога ќе дојде до развод од една страна. За мажите помалку се зборува, кога се зборува, доживуваме ние дека тие полесно се справуваат. Што статистички полесно се снаоѓаат во животот. А понатаму за жал апсолутно статистички не е така. Односно, тагуваат и двајцата партнери. Разликата е во тоа кој кога тагува. И што се случува најчесто? Жените, да кажам, кога ќе тргне тој емоционален развод, кој што му претходи на самиот развод, кога ќе тргне тоа отуѓување, кога врската е оптеретена со конфликти, кога врската е оптеретена со многу расправи, можеби неврства и така натаму, тие тогаш тагуваат. И тагуваат за време на самиот процес. Мажите од друга страна имаат еден феномен, кај нив се случува феномен на оджалено тагување. По некои од мажите, голем дел од мажите, кога ќе дојдат до разводот, тоа го сваќаат, го разбират и се однесуваат како еве сега повторно сум слободен, повторно нели можам да си го организирам животот, да си го почнам да животот. Па не ми треба жена, не ми треба, па ќе се излегувам со другари и така натаму. И тоа трае навистина еден период и во еден момент се случува тоа што се вика да те удри по глава кога најмалку се надеваш и се случува кога ќе дојде веќе во тој постразвен период што го викаме. Од друга страна, што исто така кажува статистиката? Статистиката кажува дека мажите многу повеќе тагуваат на начин што го менуваат своето однесување. Или се јавува зголемена употреба на алкохол, или се јавува премногу, почнуваат однаш многу да спортуваат, да вежбаат, премногу работат и така натаму. Значи, тие тагуваат на начин што доаѓа до промени во нивното однесување, кои што понекогаш и може да бидат штетни за нивното здравје. Жените, од друга страна, психолошкиот развод за нив е многу потежок, тој вид на развод. Пред развод, како и тој пред развод, меѓутоа тој психолошки дел кој што се случува и после разводот, кога треба да изградат нов идентитет, кога треба да, ако децата се доделени кај нив, а многу почесто децата се доделуваат кај жените. Праксата во Македонија е така. Тоа го покажува. Жената одеднаш е одговорна и за материјалната добробит на децата, и поодговорна за училиште, работни обврски, да ги заштити децата со нивните емоции, да им помогне тие да се справат, и многу малце време останува на неј за таа да се справи со своите емоции. Но што е олеснителна околност за жените? Многу повеќе зборуваме, многу повеќе се отвараме, имаме другарки, пријателки, тетки, вујни, куми, така натаму, и си кажуваме, нели, тоа женско, да кажем, женско крило, многу е поподржувачко. Имаме пред кого да се исплачеме, ќе си пуштиме филм, ќе си исплачеме. Ние немаме проблем, ние од мали сме стимулирани, женското може да плаче, женското нежно, оправдано е се. Оправдано. Да. Но што е со осудата во општеството? Знаеме да кажеме, разведена жена не е исто како и разведен маж. Да бидеме реални. Така е, што така е со осудата на жената кога таа ќе се разведе? Никој не зборува во општеството дека на жената е тешко во брак, нели? Не се зборува на тоа некој да ја жали или да каже на вистина зошто трпи, а кога ќе се разведе, веднаш кажавме, таа е крива, нели? Така е, најчесто е така. Ја што викам, ние сме, има уште предстои, па има 100 години, оваа книга, како се викаше, Филозофија на паланката. Па ние многу не сме отстапиле. Ние, ако сме едно модерно друштво, користиме модерна технологија, се е модерно кај нас. Но зборувањата не стојат, да. Ние сепак си функционираме на ниво на чаршиски муабет и на ниво на една паланка. Дали е Струмица, дали е Куманово, дали е Скопје, пак е тоа едно паланечко однесување. Озборувањето си постои. Јас ќе кажам, озборуваме
од две причини, и за социјална припадност, понекогаш мораш да зборуваш за да имаш тема на работа, за да си дел од друштвото. Од една страна, од друга страна зборуваш за да се регулираш. Оти кога другиот не е добар, автоматски јас сум подобар. Меѓутоа, да се вратиме на ова, дури зборовите велат распуштеница, ќе кажат за така викат во Куманово, мислам дека така е и овдека. Таа распуштеница како нешто распуштено, како нешто пуштено, туку така, како нешто пуштено од контрола, значи нешто но хаотично. Неморално. Но во неубава смисла, нели? Штом нешто нема контрола, нешто не е како што треба. За разлика за мажот, тоа не го зборува, тој е слободен, тој се развил и така натаму. Така да стигмата за жените е голема. Зошто? Затоа што, пак ќе се вратам културолошки традиционално, жената е таа која што треба да го чува огништето. Плюс, многу недостасува се уште во рурални средини, во патриархални средини, се уште недостасува таа поддршка од домот. Се уште постојат семејства кои што ќе кажат и татковци кои што на своите ќерки ќе им кажат еднаш кога ќе излезеш од мојата куќа веќе нема враќање. Мајка која ќе кажат па ќерко, тоа ти е бракот. Си гледала, си земала. Си така е, ти си го бираше, сега ти мисли му, или која ќе кажат па така е, во бракот мора да се трпи, да се ќути и така натаму, тоа се притисоци и фактички не давање на дозвола и за развод од една страна, од друга страна за обвинување на жената. Жената е осудена најмногу од другите жени. Не знам дали е тоа изненадувачки, ако го кажам. Изненадувачки, да, меѓутоа се почесто се зборува дека за жал, жените се осудувани од самите жени. Од самите жени, и јас и за тоа некако се трудам, нели да го разберам, не да го оправдам, и мислам дека тоа е заради тоа што женава која што се разведува во една, да кажеме, традиционална средина, што прави, таа внесува нешто ново, одстапува од нормата, прави нешто поразлично, нешто што можеби јас сакам да го направам, меѓутоа не знам, не можам, не сум толку храбра, не сум одлучна, не сум сигурна и така натаму. И автоматски таа може да е добра, јас сум добра, јас сум исправната. Тоа е осудувањето на другиот ми помага во величање на мене, на себе си, во одржување на некоја слика. И кога некој друг ќе го направиме монструм и ќе го зборуваме, па таа е таква, ваква. Се храниме ние самите. Да, автоматски тоа е нешто, ние не сме такви, ние сме се по... Тоа се тие, како да ги кажам, двојни аршини, но секој кога ќе си легне навечер, така ли е, си знае и каков е, и што има, и со кого живее. Да. Најдобро од се е да си ја гледа секој својата работа, но за жал во нашето општество не е така, не функционира. Затоа кажавме да нема осуди, да нема ниту идеализирање на некои бракови, но и да не осудуваме ако се случи да дојде до развод на брак. Секако има, нели, силна причина. Јас претпоставувам дека и родителите, колку се совесни или несовесни, секако се размислува добро пред да се дојде до самиот чин на развод. Така е. Никој не решава преку ног да се разведе. Така е. Самиот чин на развод, јас што велам, самиот чин на развод, веќе пред да се подпише разводот, веќе разводот се случил многу порано. Така. Многу порано. А не ги споменавме родителите на мажот и жената, колку тие имаат улога да еден брак стане неуспешен. Сега знаеме дека модерните млади партнери имаат прилично големо влијание од нивните семејства. Така е. Колку тие им помагаат во голема мера и одмагаат да правилно функционира еден брак. Ние во семејна и системска терапија велиме дека кога ќе се случи еден брак, тоа не се спојуваат само двајца, туку се спојуваат две семејства по потекло. Значи, у старт имаме многу членови. Во старт имаме најмалку 8 членови кои што влегуваат во брак. Ете така. Тие родителите може да бидат, да кажам, и проблем, но и поддршка би кажала. Значи не мора секогаш да се проблем. Зависно од тоа како се поставени границите. Така да, кога ќе се случи бракот, кога младите се, нововенчана двојка и така натаму, тие имаат своји, како во секоја фаза од својот развој, од тој семен циклус, тие си имаат своји развојни задачи што треба да се ги исполнат. Едни од тие развојни задачи им се да се договориме кој што прави, да се договориме кога сме на ручек кај твоите, кога сме на ручек кај моите, да се договориме кој го фрла ѓубрето, кој ги плаќа сметките. Тоа се многу едноставни работи, нас не се чинат, меѓутоа верувајте, тоа се секојдневни работи кои што прават секојдневни мали конфликти. Да. Една од развојните задачи, кои што, например, ако дојдат младите парови и ние ги
охрабруваме или ги советуваме е исто така да си постават граници со членовите од семејството по потекло. Но тоа не значи граници, сега кога ќе кажам граници звучи како прекинуваме комуникација. Не, тоа е веќе многу од зборовите во психологијата денеска за жал се многу се употребуваат колоквијално и многу се експлоатирани. Кога мислам на граници, мислам на тоа дека некој веќе работи со мојот партнер кој што ги имаме во нашиот брак се однесуваат на нас. И проблемите кои што се наши заеднички, ние треба да ги решаваме. Не во нашите проблеми да ги вовлекуваме мајката на мојот партнер или мојата мајка. Оти тогаш што се случува? Ние велиме во семејна терапија се случува триангулација. Значи двајца има се во конфликт или не може да решат некој проблем, па се вклучува трети. Сега тој трет регулира. А кога ќе дојде до триангулација, тогаш веќе зборуваме за нарушени граници. Се меша некој на кого што местото не му е тука. И таму нема успех. Таму не значи дека нема да има успех, меѓутоа значи дека ние развојната задача која што ние не сме си ја остварили. Сега утре кога ќе дојде дете, ако ние не сме поставиле добри граници, се поставува можност мајка ми или мајка ти да се меша во нашето воспитување. Па јас и ти ќе се договориме едноставна работа, не му даваме шекери на нашето дете до 5 години. И нашево дете ќе отиде на гости кај баба или кај дедо, они го знаат тоа, меѓутоа викат, што ги родителите ништо не знаат, дојди јас ќе ти кажам што е. Затоа што веќе е дадено право. Дадено. И тука настануваат конфликтите. Тоа дете ќе се врати дома, па мајката ќе каже, па добро, нели ти кажав, па разговараше ли со мај? Или обратна ситуација нека биде. И тие се најчестите конфликти, мајката и таткото. И тие се најчестите конфликти. Да. И често знаат да кажат, па јас не сум женет само со сопругата, тука се мајка и татко и тие ми се мешаат во брак. И овде најчесто настануваат конфликти, се нарушува и доверба и блискост помеѓу партнерите, претпоставувам. Така е. Меѓутоа јас тука и друго би кажала, ние секогаш така тргнуваме од сега ми текна. Тргнуваме од тоа дека родителите на нашите партнери се мешат, меѓутоа ние треба да поставиме на некој начин и граница на нашите партнери во однос на нашите родители. Недопустливо нашиот партнер да ги навредува нашите родители, да ги омаловажува, да сака да влие на некои промени, само за да например на нас или нему му биде добро и така натаму. Ние тука, како што ќе поставиме граници со штитичи го нашиот брачен простор, интимен простор, така и исто ние секако сме си дел и нашето семејство по потекло за секогаш останува наше семејство по потекло. И не би било, мислам дека нема среќа во брак во кој што еден од партнерите е доведен во ситуација да бира дали да биде лојален на својот родител или на својот партнер. Но и тоа се случува. А тоа многу често се случува, верувајте, и многу е жално. Посебно мажите, не знам зошто, многу често се ставаат во таква позиција и верувајте дека сум работела со многу мажи кои што се обратиле на терапија со тој проблем. Не можам да се справам. Не можам, така ќе кажат. Не можам да се справам, не разговараат, например сопругата замерува за ова, се лутам, се чувствам како да треба да се ставам помеѓу. И тоа е многу тешко. Навистина е тешко. Драгица, така со овој разговор се повеќе и повеќе сваќам дека бракот е институција, нели, бракот е заедница, но таа бара многу работа, многу посветеност на двајцата партнери за да се одржи оваа заедница. Така е. Не е така едноставно. Да се стапи во брак. Не е така едноставно. Има многу работа, меѓутоа најсветото нешто, нели, кога одиме и на венчавка, и на регистрација, најсветото нешто е да се стапи во брак, но убаво кажува и самиот свештеник, и во добро и во лошо. Така е. Нели? Така е. Треба да знаеме да ги почитуваме, како што каже, и границите, но да знаеме да се почитуваме едни со други, да си помагаме и во добро и во лошо, и да се сакаме. Јас мислам дека ако поправиме, ако грешам, но кога веќе чувствата се губат, мислам дека нема да постои и бракот. Дали тоа е единственото нешто што го држи бракот? Љубовта и чувствата? Љубовта, но како еден поширок поим. Љубов со почитување, љубов со задржување на своето достоинство, љубов низ една отворена и искрена комуникација, отворена, со прифаќање на разлики. И секако интимата.
И секако интимат. Да. За неја зборувавме и во претходниот подкаст колку е важно, но меѓутоа вреди да се спомене секогаш. Така. И на крај имам само уште неколку прашања, за жал доаѓа до развод. Кој станува мажот или жената после развод? Го губиме ли целосно идентитетот кога ќе се разведеме? Стануваме ли други личности? Сигурно е дека ние со разводот губиме еден дел од нашето јас. Во тој дел кој што го губиме од нашето јас се содржали некои наши надежи, некои наши заеднички соништа, некои наши планови, пријатели. Освен емоционален развод, правен развод, има социјален развод. Со разводот губиме дел од заедничките пријатели. Губиме дел од заеднички роднини. Губиме дел од заедничко пошироко семејство, свекор, свекрва губиме и така натаму, или баба, дедо. Не е важно. Така да ние дефинитивно губиме еден дел од нас. Што се случува сега? Пак ќе кажам, зошто е разводот загуба? Затоа што и кога загубиме некоја личност блиска, ние исто така губиме еден дел од нас. Заради таа загуба, на сите нас ни е потребен еден период во кој што ние ќе се оснажиме. Тоа се вика ќе оджалиме таа загуба. Во тој период, ние веќе ќе учиме, најтешка е првата година, после станува полесно, после разводот, за сите. Од повеќе причини, затоа што сега се во првата година првпат треба сам да славам роден ден, првпат треба сам да планирам одмор, првпат треба сам да ги пратам децата на училиште и така натаму. Некои работи по првпат ги правам сам. Тоа се нови некои навики. Во тој период треба да имаме доволно време за да развиеме нови улоги. Таа нова улога ќе биде различна за секој различен од нас. Дали тоа ќе биде улога на родител кој што се грижи за детето, дали тоа ќе биде улога за некој кој што сам придонесува финансиски, како и да е. Развиваме нови улоги, развиваме нови интереси. Разводот, ако бил, да кажам, ако сме живееле во еден брак кој што го невозможил нашиот раст, нашиот развој на секакво ниво, може после разводот ние да добиеме нова прилика за нови успеси, за нови, да кажам, победи, нови цели. Ние секако ќе се промениме. Така, како што спомнавме и во насловот на темата, разводот не треба да биде крај, нели, може да биде и нов почеток за нас како личности. Што е со самодовербата на партнерите? Самодовербата... Како да се врати после разводот? Самодовербата ќе се наруши со самата промена на тој идентитет во тој прв период заради губитокот на тој еден дел од нас. Меѓутоа, колку ќе биде нарушена таа самодоверба, многу зависи од причината заради која бракот е разведен. Не е исто дали бракот се разведува затоа што двајцата седнале и кажале: "Еј, слушај бе, нешто не бива, не оди. Ја мислам дека боле, знаеш, супер функционираме вака, но гледам дека не знам." А не е исто ако се уште постоела љубов од едната страна, другата страна изневерила. Не е исто ако била причината некоја болест, некоја... Значи, сосема е различно. Самодовербата ќе биде нарушена. За да се изгради и да се врати самодовербата, тоа не се случува одеднаш, тоа си еден процес во кој што ја сочинува самодовербата? Само ефикасноста и само мотивацијата. Што значи тоа во секојдневен живот? Како јас сме биле ние и сега сме две јас. И сега едното јас во тоа секојдневие ќе учи некои нови работи. Па не знам, жената можеби ќе треба да научи да смени сијалица, да отиде на пазар, да плати струја, да го фрли ѓубрето, да го, како се вика ова, ако живее во куќа, да ја среди тревата и така натаму, да искоси трева. Сега давам примери. Таткото, например, ќе треба да научи да купува влошки за ќерка која што е во пубертет, или ќе треба да научи да разговара со нејзините другарки, порано тоа го правела мајката и така натаму. Тоа се ситни мали победи, ситни мали цели кои што ние ги остваруваме. Станувајќи успешни, како и за секоја друга работа во животот, нам ни се враќа самодоверба. Само е важна доследност. Така, не значи дека не може да се изгради квалитетен живот и после развод. Секако дека не, јас сведочам. Сведочам за многу квалитетни животи после развод и за многу жени кои што на вистина некако жените повеќе доаѓаат на терапија, меѓутоа за многу жени кои што вистина го развиле својот живот во еден поинаков правец, поквалитетен би кажала, поквалитетен. И се оствариле професионално, и се оствариле финансиски, и се чувствуваат, носат позрели избори, на подруг начин го организираат своето време и својот живот.
Так. И за крај, секој оно што го гледа нашиот подкаст, нашата емисија, има проблеми во бракот, ми кажа веќе, мислам дека имаме одговор на ова, кои прашања треба да си ги постави пред да ја донесе оваа тешка одлука, дали да се разведе или да проба да најде решение. Но ајде уште еден совет од вас како психотерапевт. Што е она клучно што треба да се запрашаме дали да се донесе одлука за развод или не? Тоа се оние трите прашања што ги спомнав. Да, сега кога го гледам прашањето ми текна. Да, секако дека тоа е во ред, меѓутоа да се донесе одлука за брак и да се донесе одлука за развод, според мене се еднакво важни, клучни одлуки, животни одлуки. Ниту едната, ниту другата не треба да се донесат, посебно развод. Одлука за развод не треба да се донесе од место на бес, од место на лутина, но од друга страна не треба ни да се останува во брак од место на страв и од место на чувство на безпомошност. Што тоа значи? Тоа значи дека и двете одлуки треба да ги донесеме од едно место на мир, од едно место на контакт со себе си. Дали овдека го имам она што мене ми треба? Дали ова врска го вади најдоброто од мене, во смисла ми помага да бидам доволно добар родител, доволно добар партнер, доволно добра ќерка, доволно добра мајка, доволно добар партнер за мојот партнер. Дали ова врска мене ми е поддршка? Дали во ова врска јас се чувствувам поддржан? Да растам, да се развивам, да успевам? Или, за жал, во оваа врска се чувствувам заробен, се чувствувам омаловажен, повреден, навреден, критикуван и да не одиме до се нешто што може да се случи во еден брак. Така да, пак ќе кажам, и пред да донесеме било каква животна одлука, убаво е да се консултираме со луѓето кои што ни се драги, кои што знаеме дека не сакат и кои што ние ги сакаме. Дали се тоа наши родители, дали се тоа наши пријатели, дали се тоа наши роднини другарки. Убаво е да споделиме, затоа што ни самото споделување, не само што ќе чуеме друга перспектива, ќе ни помогне самото споделување да си ги уште поубаво изразиме и некако чуеме собствените мисли и чувства. Така да, нема совет. Меѓутоа, ако треба да се даде некој совет е да не брзаме. Так. Да не брзаме. Јас мислам дека мојата гостинка даде убави совети и јас не би можела ништо да кажам за крај, затоа што навистина квалитетни совети. Мислам дека беше доста убав разговор, искрен, малку емотивен, но секако нели тоа не е едноставно, не е лесна тема за разговор, но вреди да се зборува јавно и отворено, затоа што голем дел од популацијата го има тој проблем. И ако помогнеме барем на еден брак да се спаси, јас ќе бидам среќна. Умери. Многу ти благодарам, благодарам за овој убав разговор. Да. И за ова убава покана и навистина јас многу уживав во овој разговор. Да, и јас исто. Се надевам дека ќе направиме уште некои серијали во иднина со тебе, затоа што начнавме и овде многу теми на кои може да се дискутира и да се разговара. Секако. Тоа е ова се широки, многу важни и за сите нас теми кои што многу ни знаат. Може многу да се научи од тебе, драгица. Леле, фала ти многу. Ти благодарам и тебе. Да. Фала ти. Благодарам и на вас за вниманието со кој не следевте за овој разговор и секако се гледаме наредниот подкаст. Поздрав!